Атопичен дерматитис е хронично воспалително заболување на кожата, кое најчесто предизвикува сувост, црвенило и чешење. Иако најчесто се јавува во најраната возраст кај бебињата и кај децата, не е невообичаено да се појави и во подоцнежните години. Се што треба да знаеме на оваа тема, како и еден од начините на кој може да се третира атопискиот дерматитис, ни откриваат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Доста често веќе, во последно време се почесто, многу мали дечиња доаѓаат, ги носат родителите со атопичен дерматит. Нели се уште не е доволно објасната причината зошто се јавува. Многу од тие дечиња имаат паралелно и алергија на храна, некои од нив имаат респираторни алергии, некои од нив немаат воопшто докажано дали имаат некакви алергии, доколку се под 3 години, доколку се помали. Нели, под 3 години се уште не се прави тоа испитување. Меѓутоа, тоа е едно заболување што е многу проблематично. Значи, децата имаат кожа која што ги чеша, изиритирана, црвена. Родителите знаат дека под 3 години не е препорачливо да ставаат кортикокреми, нели, со кортикостероиди, немаат многу избор, пробуваат со природна козметика и се најдени во една ситуација каде што не знаат како да му помогнат на своето дете. Ние имаме решение за оваа состојба, некако крема, туку повторно се прави диагностика на целиот организам, каква е да се види функцијата на сите органи. Вообичаено е вклучена, и што гледаме кај нас, е вклучена послаба функција на црева, послаба функција на црн дроб, имун систем. Ниеден проблем, дали е на крајници или на кожа или на било кој друг орган, не е засебен или не е изолиран. Секогаш е системски проблем. Но се манифестира на даден орган кој што е со послаба функција. Мислам, тоа сакав да го дообјаснам, значи ние не ја третираме кожата, него мора да се третира, засобно, мора да се третира цел организам, или а да се даде акцент на тој орган или на тој систем на органи кој што нели најмногу дава симптоми. Се регулира функцијата на цел гастроинтестинален систем, црева, црн дроб, нервен систем и имун систем. Сите тие се апсолутно директно вклучени во функцијата на коша. Мора да кажам дека дефинитивно успешно ги третираме овие состојби. Родителите се пресреќни, децата немаат веќе таков проблем, се губи. Меѓутоа е малце поспоро, значи не е нешто кое што исчезнува за неколку дена. Сепак треба да се донесе функцијата на целото тело во нормала за да може да се изгуби проблемот. Алергија на сонце. Сега период сонцето е многу, како да кажеме, многу силно, да го наречеме. Има доста случаи со алергија на сонце. Да, тие уште побрзо се решаваат за разлика од овој тип на атипичен дерматит. Актуелна тема е сега, затоа може интересно за тоа да зборнеме. Немале алергија, почнува у последниве години да им се јавува веќе алергиска реакција на сонце. И сега замислете, нели колку е непријатно да одиш на одмор, да не смееш да се појавиш на сонце, да не ти е доволен тој заштитен фактор, или да мораш да пиеш антихистаминици, а сепак некогаш не можеш да го одбегнеш сонцето, не може цело лето или некој да седи дома. Има, доста лоши и сериозни проблеми, И одлично реагираат пациентите, и не само пациентите, или било кој што има ваков или сличен проблем, се третира феноменално брзо. Да, се регулира повторно главно функцијата на имунолошкиот систем во нормала, нервниот систем и самата алергија на сонце исчезнува. Значи веќе немаат такви реакции, се слободни да можат да се функционираат и да уживаат во летото.